Квасолька, манка, ви ж пройшли це все. Намирници, топла облека и производи за хигиена. Непрофитната организација за човекови права наречена Разом, што значи заедно на украински, сака да помогне во грижата за украинците кои неодамна пристигнаа во Њујорк. Ние сме домаќини на настан за поддршка на раселените украинци кои се тука во Њујорк поради војната, а многу од нив дојдоа со еден куфер или ранец, па се трудиме да ги сместиме и да им помогнеме колку што можеме. Денис и Ола се преселиле во Њујорк од Ивано-Франковск во октомври. Тие дојдоа овде да земат топла облека за целото семејство, додека градот се подготвува за зимските месеци. Допомагають дуже так приємно. Луѓето многу помагаат и тоа е многу убаво. Сите се однесуваат срдечно со нас. Не очекувавме луѓето да покажат толку голема поддршка. Многу сме благодарни. Честно кажучи... Малку е тешко, но се снаоѓаме, се прилагодуваме. Засега ќе живееме овде, но штом ќе заврши војната, ќе се вратиме дома. Разом организира и правна помош за бегалците. Во јавната библиотека во Њујорк има и бесплатни курсеви по англиски јазик. На сите им требаат различни работи, но главно тоа е за хигиена и производи за Божич, како прехранбени производи, бидејќи е сезона на празници и тие сакаат да имаат храна во своите домови. И палта, зашто сега е многу студено надвор. Тоа е добротворна акција на два фронта. Од почетокот на војната, Разум испраќа хуманитарна помош во Украина. Но предизвикот сега, бидејќи се повеќе бегалци доаѓаат во САД, е да се најдат начини да им се помогне. Имавме среќа да бидеме една од организациите кои добија грант од градот Њујорк за да им помогнеме на неодамна пристигнатите раселени украинци. И оваа акција за донации и дистрибуција на донациите е еден од начините на кои им помагаме на заедниците и ги поздравуваме новодојдените украинци, им нудиме различни услуги и хуманитарна помош. За многумина кои бегаат од војната, Њујорк е само првата станица. Потрагата по работа може да ги однесе низ целата држава. Но засега Њујорк е дома, а добротворните групи овде се надеваат дека ќе ја направат празничната сезона светла точка за бегалците кои преживеале тешка година.